Се обидам во овој дел да се вклучам од позиција на наблюдувач. Има прилика да го прочитам обвинението и можам да кажам дека во овој случај обвинението е прилично проблематично по повеќе основи, затоа што од она што јас успеав да го видам, тоа е дека во еден дел обвинението, од описот на обвинението опаќа група на лица, односно обвинети, но од описот произлегува и оди во насока на кривично дело, бесправна градба, нелегална градба, нелегална реконструкција и така натаму. Во другиот дел се опфатени службени лица, министри, градоначелници и така натаму, каде што според описот, нема јасна контура и дефиниција кој е врската нивна со самиот настан, односно со трагедијата и која е таа верижна одговорност, особено во делот на соизвршителството. И дури на крај, тоа е момент кој највише ме изненади, во точка 11 е самиот настан. Самиот настан, наместо да биде во точка 1, тоа е некаде во точка 11, ако го имам истото обвинение што го имате и вие. Но, јавното обвинителство тргнало прво така како што тргнало, во овој предмет и останува печатокот дека они тоа малку и маркетиншки и популистички го направија, затоа што кој знае, знае, кој не знае, не знае. А дали е дозволена таква форма? Само дозволите. Популистички и маркетиншки? Сега само дозволите да објаснам зошто. Нирнбергшки процес имаше 4 обвинители. Али вие во ваков предмет ставите 15 обвинители да направите тим, од кои сите 15 лично ги познам, и убеден сум, и сигурен, и тврдам, дека најмалку 5 обвинители не се согласуваат со ваков концепт на обвинение. Меѓутоа, тоа го држат за себе. Од друга страна, трагедијата е огромна, се разбереме. Не можам да сватам, не можам да најдам врска на министер за економија од 2012 година да го поврзам со самиот настан, затоа што тој, вршејќи службената, во рамки на својата службена положба, издал лиценца која се испоставила дека е лиценца, која се однесува за сосема друг објект. И таа лиценца е со ограничено време траење, со ограничен рок. Било каква правна последица од таа лиценца престанала некаде во 2013 година, по истекот на рокот.